50-годишна Велешанка изгоре во сопствената куќа по пожарот, кој од се уште непознати причини избувна попладнево. Во моментот кога пожарот започнал, била сама во куќата, а бидејќи има инвалидитет, побарала помош викајќи. Комшиите се обиделе да сторат нешто, но пожарот брзо се проширил низ малата куќа, а запалениот покрив паднал директно врз жената. Само што видев пожар, истрчав како куќата да не гори кај нас горе и истрчав нагоре. И гледам пламене натре, сакав да влегам натре, ама не можев и да спасам, не можев, знаеш. Гледам никако огоно во мене скокна и почна да пука струјата да почна. И сакав да влегам натре, знаеш, и не можем, му викам, што да преме, отига ајде цревата, почнем да гасиме, отидев таму, струјата да кинам. Синовите и сопругот се во очајна состојба. Во моментот кога несреќата се случила, биле на градскиот пазар. Кога пристигнале, пожарот веќе бил локализиран, но за жал нивната мајка и сопруга настрадала во истиот. Сега бараат локалните власти да им помогнат да обезбедат нов дом. Не може значи да стане, она премногу беше болна. И да сака да се спаси, не може. Не покретно. Што планирате сега? Значи планираме, ако може нешто да ни помогнате за материјал, нешто за да се направиме некој дом. Вака не може да се живее. Налетна кај куќата. Мене ми е живото за домаќинкава. Треба да имаме услови да некој работи. Жителите од улицата Богдан Каракоста велат дека овие куќи се целосно непристапни. Апелираат час поскоро проблемот да се реши. Овој случај ни се случи два пати вака во нашто мало и немаме излаз, ни улаз никако да дојдат пожарникарите, да дојдат нагоре. Ни брза помош, ни ништо не можеме да немаме никакви средства да дојдат нагоре, ни помогнат што побрзо. И натрчните служби не се криви од една страна, ама мора да се направи еден главен пат од згора, што може тоа да се направи да може пожарникарот побрзо да достигне до целта. На местото на несреќата први пристигнале службите на брзата помош. Од противпожарната единица пак велат дека токму поради непристапноста на теренот не можеле навреме да реагираат, но сторила се што е во нивна моќ. Кога добивме информацијата дека има пожар, екипата што беше спремна на дежурство се упати на пожарот, но ситуацијата согледувајќи во сообраќајот во град Велес и во приступачноста на сокаците каде што не може возило да дојде на лице место, пожарникарите успеја, оставајќи колата доле докај што можела да оди, се качи горе и помогна со водата што се наоѓа во дрвенската вода, значи од чешмата, цревата што се ги искористија за гасење на пожарот. Дополнителна истрага треба во најскоро време да даде одговор на прашањето кои се причините за пожарот.